Добро утро. Годинава 20 години и наназад Сдруженијето на граѓани со бубрежни заболувања Нефрон ја подсетува јавноста за грижа за бубрезите и ја подига свеста дека грижејќи се токму за бубрезите се грижиме за нашето целокупно здравје. Со председателот на Сдруженијето Душко Ѓоргиев разговарам ова утро. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што ни ги отворивте портите од вашиот мал дом, но доволно топол дом, за да собере многу граѓани на кои што им пружате поддршка, помош со совети и ги отворате портите на сите оние кои што имаат ваков проблем. Колку се такви кај нас? Добро ни дојдовте, Нефрон е секогаш отворен и благодарам на вашата континуирана грижа и поддршка во нашите активности. Навистина, секоја година, втор четврток во овој месец, се одбележува Светскиот ден на бубрегот. Ние сме вклучени во тоа од самиот почеток, инаку Сдруженијето постои веќе втора деценија, до година ќе славиме 20 години, а 15 години го одбележуваме овој ден. Ние броиме илјадници луѓе, затоа што секој 10 граѓанин од популацијата на нашата држава има некакви бубрежни болести, а околу 1600 имаме бубрежно болни кои што се на диализен третман. Тој број се менува плюс-минус во зависност од годината, меѓутоа тука измеѓу 1500 и 1600 диализни пациенти. Како ја подигате свеста годинава? Која ви е пораката? Па секоја година Светскиот ден на бубрегот има свое мото. Ова година мотото на Светскиот ден на бубрегот на Светската организација е да ги сплотиме знаењата, стручните знаења за подобро лечење и третман на бубрежно болните. Така да ние како Сдружение и досега континуирано се трудевме да ги обединиме сите, затоа што бубрежно болните, диализниот третман, трансплантацијата се мултидисциплинарен метод на лечење и тука учествуваат многу субјекти, многу клиники и на наша радост секоја година скоро до еден од стручната фела кои се вклучени во тој синџир се наши гости, предавачи, а исто така и надлежните институции, Министерство за здравство, Фонд за здравство и сите оние што на некој начин овозможуваат лечењето да биде успешно. Се зголемува ли бројот на донатори? Се зголемува ли бројот на трансплантации и спасени животи? Година в година. Вака, со задоволство можам да кажам дека во време на пандемија ние имаме подем на зголемување на бројот на трансплантирани пациенти, што уште повеќе не радува тој број од кадаверичен донор е зголемен. Минатата година имавме 16 од кадавер и 14 од living донор, од познат донор, што досега никогаш не било, затоа што секогаш бројот на living донорите е поголем од ова. Значи, не радува подемот, стручниот тим и тимот за трансплантација покажа дека во едни извонредно лоши услови може да направи повеќе трансплантации. Дури се направи и 5-6 трансплантации на срце, што беше баш голем подем. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Не. Имаме голем број на пациенти кои што чекаат бубрек. Што им е потребно? Што треба? Што треба да направиме за да тоа се реши? Значи, пак е еден обсежен тимска работа. Треба пред се надлежните институции на ниво на држава да се организира кампања, значи да имаме национална кампања за подигање на свеста на органодарителството. Второ, треба превенцијата да биде далеко подобра, поготово во услови на COVID сега, кога достапноста на институциите и стравот на пациентите да се оди на лекар е поголем. Значи, да имаме што подобра превенција и што подолг период
бубрежно болните да отпочнат со крајниот стадиум на лечење со диализа, а од друга страна да имаме што поголем број на трансплантации. На тој начин нашата желба е да го намалиме бројот на пациентите кои што се лекуваат со диализа. Господине Георгиев, ќе ве прашам на крајот да заокружиме која е вашата порака, како да превенираме? Превенцијата се состои во следното. Значи, пред се, сите оние кои што имат индицирано било какви проблеми со бубрезните болести, затоа што бубрезната болест е подмолна болест. Таа на почетокот ниту боли, ниту има симптоми, значи редовна контрола на состојбата на нашето здравје, а пред се на бубрезите. Потоа, водење на здрав живот. Што подразбира тоа? Секој утро започнување со чаша вода, како што велите? Секако, бубрезите сакаат многу вода, меѓутоа не е тоа доволно. Значи треба да имаме здрав живот, да не пушиме, да не конзумираме превише алкохол, да водиме сметка за нашата телесна тежина и да не земаме лекови на своја рака. Значи едноставно да водиме здрав живот и честа контрола на нашето здравје. Ви благодарам на извоеното време и благодарам што ни отворивте портата ова утро да бидеме ваши гости. Благодарам и вие што, како и секоја година, се сетивте за нашиот ден, меѓутоа нашите активности ќе траат цела година. Чинам дека, Кики и Никола, чинам дека здрав живот, здрав начин на живот, превенирање на стресот, при тоа дополнително во ова динамично секојдневие и редовните контроли, може би се всушност и патот до она што постојано го велиме дека никогаш нема да го дознаеме, клучот на долговечноста. Може би е тоа. Се одјавуваме од Сдруженијето Нефрон, го одбележавме денеска светскиот ден за подигање на свеста на бубрежно болните. Инаку целата оваа недела се одбележува со различни активности, а пред се главна активност е обраќање до јавноста преку нас, медиумите, за подигање на свеста на граѓаните за поголема грижа.